Штип ќе добие канцеларија за поддршка на диаспората, која при доаѓање во Македонија ќе им помага информира иселениците за работите да си ги завршат најбрзо што се може. Тие наши граѓани кои доаѓаат во своите родни места обично се соочуваат со прашања од типот на документи кои им требаат, било пасоши, било лични карти или било од катастар или некој друг вид на документ или пак интерес за инвестиции на локално ниво и се со цел за да тој период додека се тука за 10-15 дена, наместо да ги трошат десетина дена, да речеме, шетајќи можеби по институции различни, да имат една централна институција која што точно ќе им каже што документи и какви работи им требаат. За таа цел денес министерот Адеми имаше средба со штипскиот градоначалник Бочварски, на која разговарале за конкретните потреби за реализација на проектот. Разговаравме и за конкретни простории како тоа би можеле да го реализираме, да приспособиме канцеларии во кругот, во делот на општината, во оваа зграда, но пред тоа треба да се изреконструираат, да се изреновираат простории и доколку се отпочне со овој проект ние да бидеме подготвени, да бидеме првата општина која што ќе започне и да работи, бидејќи еве благодарам што сме први кои сме посетени од министерот за оваа проблематика. Посетата на Адеми започна од Штип, а ќе продолжи во сите поголеми општини во државата. Инаку ниту една институција не води статистика за тоа колку македонци се иселиле од државата. Се сведува на генерални предпоставки. Оперативно калкулираат со некоја бројка, зборам за на ниво на територијата на цела Република Македонија, околу 500.000 граѓани кои се на стална или привремена работа надвор од Македонија. Меѓутоа, конкретни точни бројки нема. Според локални проценки, само од источниот регион последната деценија се иселени над 35.000 жители, односно како еден град со големина на Кочани.